овие 4 милиарди практично се околу 2000 по глава на жител и се однесуваат на проекти поврзани со водоснабдување, пречистителни станици, управување со отпад, заштита на природа. Тука секако не се внесени проектите кои што ќе бидат потребни за зелена, односно праведна транзиција и генерално, значи, проектите за развој и за декарбонизација. Оно што ни недостасува и сите заеднички треба да работиме на имплементација на законските акти кои ги донесуваме во собранието и нивна имплементација во пракса. Така да јас очекувам поддршка и соработка со невладиниот сектор и во перспектива. Свесни сме дека постојат недостатоци и постојат многу полиња на кои треба да се работи во периодот што следи и ние ќе направиме се што е во рамките на нашите надлежности да дадеме допринос во подобрувањето на состојбите во животната средина.